Техничкиот министер за труд и социјална политика Ѓоко Велковски денеска беше во посета на Кочани и околните населени места. Посетата најпрвен започна од општина Зрновци, каде присуствуваше на настан во детската градинка во Зрновци и се запозна со работата на градинката и со условите во кои престојуваат дечињата. Оттаму вети дека Министерството ќе работи на подобрување на условите и зголемување на капацитетот на вработените во детските установи. Го напоменуваме проблемот кој што се појавува низ цела Македонија е тоа дека се потребни нови просторни услови каде што дечињата кои што се сместени се на листите за чекање во сите општини, потребно е да се зголеми и капацитетот на самите детски градинки, меѓутоа и кадрно треба да се работат луѓе кои што претпоставувам дека после 8 мај по завршување на оваа техничка влада и завршување на изборите ќе стане реалност за сите детски градинки да може кадрот да биде зборам на новиот кадар да биде токму реалност кај нив. Велковски оствари средби со пензионерите на кои им вети линеарно покачување на пензиите по завршување на изборите. По покана на самите пензионерски здруженија да бидеме присутни и на состаноците токму со пензионерите кои што еве за жал и денеска после 8 месеци нели од август 2020 година се уште во еден активен протест, активно протестираат за тоа што не им беше удоволени нивните барања како пензионери, односно тие 5000 денари, она линеарно покачување и сите други барања кои што беа на нивниот список. Денеска се уште не се реалност, за жал во Македонија реалност е само 5,3% покачување кои што го нарекуваат одредени зборам луѓе од сегашната техничка влада, меѓутоа реалноста знаат самите пензионери и останува они да се оценат нели да на крајот пресудат дали е тоа покачување или навистина ќе треба да се исполнат оние нивни барања кои што се реалност. Техничкиот министер Ѓоко Велковски оствари средба и со вработените во центрите за социјални работи во Кочани, каде ги слушна проблемите со кои се соочува вработениот кадар.